Доаѓаат подобри времиња за граѓаните, земјоделците, пензионерите, истакна мандатарот Христијан Мицкоски откако го поднесе предлог составот на идната влада во собранието. Доаѓаат подобри времиња за нашите сограѓани, за земјоделците, за пензионерите, тоа кое што е ветено, а тоа е уште во првата година дека ќе имаме линеарно зголемување на пензиите од 5000 денари дека ќе се случи. И понатаму планираме на иновативен начин да ги зголемуваме и пензиите. Бизнис околината да генерира додадена вредност и поголеми приходи во буџетот, а со тоа и поголеми и робусни капитални инвестиции. Мицкоски очекува брзи резултати во полето на економијата. Очекувам брзи резултати на полето на економијата. Бизнисот може да се чувствува сигурен, имаме цврста влада, стабилна влада која што ќе испорача реформи, влада која што го охрабрува бизнисот да вложува во проширување на своите капацитети, да вработува што е можно повеќе наши сограѓани. А ние како влада се разбира ќе продолжиме, односно ќе бидеме нивен сервис за остварување на нивните права и зголемување на нивното бизнис портфолио. Мандатарот најави безпоштедна битка против корупцијата и криминалот. Очекувам безкомпромисна борба со криминалот и корупцијата од секаков вид, не само политички, за политичкиот не ќе ни да зборувам. Нема да има толерирање без разлика од која политичка партија доаѓа било каква злоупотреба и овластување на било кое именувано лице. Во однос на надворешната политика, Мицкоски истакна: секој член на оваа влада мора да има промакедонски позиции. Секој оној кој што ќе излезе надвор од оваа патека, без разлика на позициите, про било какви, нема да биде дел повеќе од таа влада. Мицкоски подаде рака на опозицијата за решавање на проблеми од заеднички интерес на граѓаните. Откако ќе се консолидираат, откако ќе заврши ова внатрешно нивно превирање, стојам на располагање и подавам рака заедно да градиме консензус и ставови кои што се од национално значење за нашата заедничка татковина. Дебатата за состав на новата влада ќе започне во сабота во 11 часот во собранието, а ќе заврши в недела на полној во 24 часот.